Владата на Република Македонија утврди сет мерки со кои што треба да им се помогне на сточарите кои се справуваат со болеста син јазик кај добитокот. Болеста веќе е регистрирана и во нашиот регион, вели советникот во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството задолжен за општините Ранковци и Крива Паланка, Владко Ристовски. Токму затоа владата и ја донела одлуката на својата седница во неделата. Инаку станува збор за мерки во две групи, што се однесуваат пред се на превентивно заштитна акција. Мерките предвидуваат сите сточари во одгледувалиштата да го исчистат ѓубрето за да може да се изврши дезинсекција на сите штали од страна на ветеринарните доктори, пошто ќе следува премачкување на сите животни со репелент за одбивање на инсектите преку кои се пренесува болеста. Оно што сега е моментално забележливо кај одгледувачите на добиток во нашиот регион и насекаде широм нашата држава, тоа е појавата на болеста на син јазик, кој што представува вирусно заболување кое што се јавува кај домашните и кај дивите преживари. Претежно се јавува кај овците, но заболуваат и говедата и козите. На последната седница владата на Република Македонија донесе низа мерки кои што се однесуваат токму на оваа болест, што значи дека сите оние животни кои што на некој начин трагично ќе завршат зафатени од оваа болест, за нив ќе важи значи субвенција за 2014 година, односно ќе бидат субвенционирани, но под услов да биде констатирано од страна на надлежниот ветеринарен инспектор со записник дека угинувањето на тие животни или смртта е настаната како резултат на болеста син јазик. Исто така за одгледувачите на добиток, на кој што добитокот е зафатен од оваа болест, а користат пасишта, државни пасишта, значи ќе бидат ослободени од плаќање на пашарина и од страна на ветеринарните служби ќе биде вршена дезинсекција на одгледувалиштата, која што дезинсекција, трошоци за дезинсекција ќе бидат на товар на владата на Република Македонија. Ристовски истакнува дека одговорните се на терен, како и ветеринарните инспекции. Ситуацијата сепак е тешка и треба да се реагира. Би можеле да бидат донесени и нови мерки. Една од одлуките на владата е да се одвојат 18 милиони денари кои ќе им се дадат на ветеринарните станици за прскање. Дел од мерките се однесуваат на ослободување од пашарина за сите сточари кои имаат угинати животни, односно во жариштата каде има син јазик. Сточарите треба да го пријават секое угинато животно кај ветеринарен инспектор и тоа да се констатира со записник, за да може да добијат субвенција како надомест за одвивање на сточарските активности. Најбитно е штом се забележат некакви симптоми на оваа болест, веднаш да биде алармиран, да биде пријавен надлежниот, односно матичниот ветеринарен доктор, кој што мора да пристапи и да ја утврди состојбата и да даде соодветно лекување на добитокот. Исто така, доколку не дај Боже се случи помор на животните, битно е да биде и повикан и ветеринарниот надлежен ветеринарен инспектор кој што мора да ја констатира фактичката состојба дека смртта настаната од страна на болеста син јазик. Диме Тодоровски, еден од покрупните сточари, истакнува надеж дека за ублажување ќе придонесат и овие мерки. Јас имав 606 овци. Сега се борам за, ако останат 400, ќе бидам среќен. Ненадејно не фати болеста син јазик. Ова болест не е баш ненадејно кај нас, бидејќи беше во соседството, беше во Бугарија. Па ја забележав пред месец и пол, можда и понапред, ама не знаем, бидејќи некои работи се совпаѓаа со ентеротоксемија. Слабење за останување во стадо, потоа остануваше работа на волците, нели? Овде има многу волци. Кај што има 600 и кусур овци, таму има и многу волци, нели? Додека ги отерам на овците дома, се враќам, овие заболените, дел од нив ги нема, или се покосени, или се задавени, така да бевме у незавидна состојба, не можевме да се бориме со тоа. Кога се јави првото лигавење, кога почна да се лигави еден од овните, тогаш констатирав дека тие симптоми се од овој новиот син јазик. За истото го обавестив и ветеринарниот инспектор. Нормално, за да ја види пред месец дена уште ситуацијата, бидејќи тој беше на одмор, рече ќе наминам, ќе видам. Од таму ги преселив овде. Еве сега се надевам дека е крај, ама овците се уште не се овци. Инаку болеста син јазик е неконтагинозно вирусно заболување кај домашните и кај дивите преживари, кое што се пренесува преку инсекти, пред се комарци.
Болеста различно се манифестира кај различни видови живе. Во најтешка форма се јавува кај овците, кај кои што предизвикува намалување на телесната тежина. Кај говедата се забележува повисока стапка на инфекција отколку кај овците, додека клиничката слика зависи од сојот на вирусот. Болеста син јазик е на листата на Светската организација за здравје на животните на болести кои подлежат на задолжително пријавување. Единствен начин на пренесување на оваа болест е преку инсектите. Тие се заразуваат со вирусот под сицање крв од инфицирано животно. Болеста не се пренесува од животно на животно. Вирусот главно се пренесува во периодот на активност на инсектите, особено во влажните дождливи периоди од годината. Како и да е, тој не се пренесува преку контакт меѓу животните, ниту пак преку консумација на млеко и други производи од овие животни. Значајно да се потенцира дека луѓето не заболуваат од него. Токму вакцинацијата се користи како неефикасна мерка за намалување на загубите од болеста, како и да се прекине пренесувањето на вирусот од инфицираните животни на инсектите.